Почитувани, кога криминалот и корупцијата стануваат пракса во работењето на власт, науката и образованието од приоритет се запоставуваат и страдаат. Република Македонија доживеа уште еден пораз со тоа што ниту еден универзитет во државата не се најде во првите 1000 на Шангајската листа. Универзитетите од целиот регион се наоѓаат во првите 1000 универзитети на оваа листа. Според оваа листа, универзитетите во соседството, како Белград, Атина, Љубљана, Софија, Солун, нудат далеку подобро образование од нашите. Државата наместо да оди напред, оди назад. Власта се однесува индолентно и е целосно неспособна. Негрижата и немањето на стратегија во високото образование, немотивираноста на наставниот кадар, експериментирањето и политизацијата на образованието се главни причинители за овие лоши резултати. Со вакво неквалитетно образование не се оди во ЕУ. Со вакво неквалитетно образование се загрозува иднината на Република Македонија. Младите се најголема жртва на неодговорните политики на СДСМ. Власта ги уништува идните генерации и им го одзема правото на квалитетно образование. Образованието стагнира, СДСМ се што вети излажа. Ветуваа подобро образование, добивме образование на дното на светот. Ветуваа подобар студентски стандард, инвестиции во образовната структура, факултети, институти и студентски домови, а сега гледаме дека за ништо од тоа нема одвоено средство. Власта која ветуваше студентски град нема поставено ниту една цигла во студентските домови во Република Македонија. Откако СДСМ е на власт, ниту една инвестиција не е реализирана во образованието. Не смееме да дозволиме образованието да биде жртва на неспособноста на СДСМ. Оваа власт мора да си оди. ВМРО-ДПМН во идниот период ќе понуди голема, авангардна програма за сите млади во Република Македонија. Република Македонија заслужува повеќе, заслужува образование со универзитети кои ќе бидат во првите 500 во светот. Македонија е извор на знаење и компетенции. За да тоа се случи, оваа власт мора да падне. Благодарам на вниманието.